Може и да го мразите, може и да го сакате, но сигурно му признавате дека е првиот кој сам ја наполнил оваа сала. Дами и господа, Сашо Тасовски. Поруката се лупи. Јадијем, не друго. Да не е некој празник денес. Не дека не видов знамења по улиците кои да знаат. А проверив по православното календарче, не сме Крстовден, не сме Митровден, не сме Духовден, не сме Великден, шо сме си викам мајката, да не сме Газовден. Мора да сме Газовден, зашо од Сабајле ми иде како подмачкана. Да ви се представам. Се знаеме од понадвор. Бацки! Значи да ви се представам, јас сум геј, ама не сум Сергеј. Туку Кире. Кире банана мен. Да си геј за мене е окей. Кога си геј, тоа као да си од крвната група нулта. На сите го даваш, али го примаш исклучиво од своите. Знаете која е разлика помеѓу обична и педерска свадба? Па на педерска свадба 2 пати ја свират зете мили зете. А знаете педер како вади кондом после секс? Па ќе прдне. Да нема геови во салава, мислам, освен вие тамо, а? Други некој? Геови? Ајде, кој е геј нека крене рака? Ајде бе, геови, кој признае до пола му се прашта. Се извинувам. Да не сте вие геј? Да? Мојот број е 223-305. А вие данас сте геј? Комси комса? Баш супер. Баш супер што има геови во салава. Уствари, да бидеш геј денес тоа е престиж. Зашо геј не е исто што и педер. Кој ќе ти каже некој геј, како да ти дал благородничка титула. Се осеќаш као витез. Сте виделе педери у владата? А у владата нема педери. Сите се геови. Пардон, се извинувам. Сите се витези на дркалезната маса. Уствари, која си геј, тој има одредени предности. Например, сте виделе сиромашен геј? Не. Сте виделе невработен геј? Не. Сте виделе геј што нема пари да си ги плати сметките од топлификација и овај Евана? Нема. И стварно понекогаш ме нервираат овие нашиве геови тука што како некои пешковци се жала дека се граѓани од втор ред. Се извинам, а вие у вториот ред како се осеќавате? У Македонија, луѓето погрешно мислат дека педерот 3 пути се станува. Тоа не е точно. Еве, јас станав педер уште од првиот пут. Ама јас сум роден да бидам педер. Ама има некои што не се раѓаат као педери, туку стануваат такви чекор по чекор. Да кажеме у 100 чекори. Кога ќе станеш геј у толку чекори, тогаш куршум не те дупи, сабја не те сече. Ама затоа,
EU те дупи, НАТО те дупи, а ДУИ те сече. Инако јас сум се родил под многу интересни сомнителни околности и тие околности некако ја одредија мојата геј судбина. Уствари јас 2 пати се родив. Мајка ми знам беше била трудна, ја не знам, него била трудна, ми кажувале. Тамо негде 8,5 месеци, било зима, се враќале со татко ми од гости и не работел лифтот, целет пешки да се качуваат нагоре и некаде на 10-тиот кат на мајка ми пука во дењакот, ја фаќаат болови, легно е тука на скалите и почиња да ме пораѓа. Татко ми у паникат се трчал на 12-тиот кат кај што сме живееле да се јави на брза помош. Се јавил на брза помош и се симнал доле кај на мајка ми на 10-тиот кат кај што се пораѓала да земе како секој добар сопруг и дошол кај неа и почнал онака баш да ја бодри. Диши, пичка ти матерна! Диши на мајка ти у пичката! Диши ко ти ви... И овака, така, пошто ја бодрил сопругот, шлах се напнала, ме катапултирала, татко ми ме фатил у јаце. И ко ме видел таков целиот мусав и крвав, се исплашил многу, а брзата помош ја немало, го фатило паника да не настинам. И замислете, наместо да ме... И решил да ме врати таму од кај што сум дошол. Арно ама, у паниката, наместо да ме вратил на мајка ми пичката, тој путал и ме набутал у она погрешното место. За малку ке сум се угушал. Сега дошле овие од брзата помош и ме извадиле. Ете така 2 пати сум се родил. И бидејќи сум се родил како здраво дете, докториве рекле, добро, носете си го дете во дома и ме донеле одма дома на 12-тиот кат, мајка ми ме легнала, сите заспале, мајка ми уште била будна. И некаде околу 12 часот дошле 3 наречници да ме даруваат, да ми ја проречат иднината. Ама дали бидејќи сум излегол вториот пат сум се родил од тоа погрешното место, наречниците не биле жени, туку мажи, депилирани во танга. Се викале ја пешко, ти пешко и тој пешко. И прво ме зел овој првиот, ама јас сум вриштел, и овој ко сум вриштел ме дал на вториот, јас не сум престанал со вриштење, овој ме дал на третиот. И третиот ко ме зел, јас пошто не сум престанал да вриштам, рекол, колеги, малиов ќе биде откол накол. После ме зел овој вториот, и пошто ја не сум се смирувал со вриштење, само ме штипнал за газето и како ме штипнал, ја одма сум престанал. И тогаш овој вториот рекол, колеги, малиов што ќе биде откол накол ќе биде, ама ќе биде и чути си, трај си за газа да те штипна, дај си. На крај ме земал пак овој првиот, како ме земал, јас сум го земал средниот прст, сум си го путнал уста и сум го цицнал и сум заспал. И тогаш овој првиот рекол, колеги, малиов ќе биде и мижи путај. Мајка ми го слушнала пророштвото на 3 мажи наречници, ама не сакала да му каже на татко ми, зашто знаела татко ми каков ден нормален и дека нема да биде многу среќен. Арно, ама зборовите од тоа пророштво после изгледа се овистинија. Само требаше да дојде денот за тоа. А првиот знак дека пророштвото ќе се овистини беше кога имав 12 години. Си дојдов дома, целиот уплакан, му викам на татко ми поправо ме виде уплакан, ми вика, што е бе, што ти се случи? Му викам, тато, едно другарче умало ми рече дека сум педер. Што збориш бе, вика татко ми, ти рече дека си педер и што направи ти бе, го удри со бокс? А ја му викам, го удрив тато со лепезата на мама. Леле, татко ми, која збесна тука, се шеташ со лепезата на мајка ти по град, па ти дали си нормален, па што не се шеташ со нож и пиштол, кој што се шета секој нормално дете у држава, ми се шета со лепези, после плачеш кога ќе ти речат педер, педер еден манастирски. И татко ми од тогаш онака малце почна со страв да ме гледа. И за да не застранам јас, за да не станам обратен, што направи? Реши да ме запише на некој машки спорт. Да тренирам за да станам пичкин душман и наместо педер. Ама он не знаеше дека најмашките спортови у државата се најпедерски. Еве, например, ме запиша прво на кошарка, а у кошарка педерисувањето луѓе ви апла. Сте виделе она наш плеймейкер која води топка? Наместо диде ко овие другиве светски играчи директно да ја закуца на кош, он цело време све нешто се трти. Али најинтересен
најинтересен у тој тандем е овој противничкиот играч што го чува. Ги кренал рацете вака, ги раширил нозете и цело време вака му го подпикнуе. Опна Чичо Лешничиња Ревчиња! Опна Чичо Лешничиња Ревчиња! Ви кажем, у кошарката педересувањето е апла. А исто така многу сум сакал фудбал и се запишав после тоа на фудбал. И многу сакам она на фудбал кој ќе даеш гол. Даш нели гол, закуцуваш вака со глава и трчаш низ цел терен, собакаш дресот, качиците, чорапите, копачките, легнеш доле и чекаш да ти нарипаат 10 добро запотени мужи на чело со голманот. После тоа се запишав сам без да знае татко ми на уметничко лизгање. Штета што нема мушки двојки уметничко лизгање. Мислам тоа, замислете, онака мушка, како онака лизгаш со маш. Го креваш вака на една рука. Па го фрлаш, он прави двоструки ексел, вака го прифаќаш на другата рука. Хоп! Па го вртиш како рулет. Па го фрлаш, па го фаќаш вака пред себе. Па малку го возиш по тоа мразот. Го возиш, па тука го тресеш. Па го возиш, па го тресеш. А ако ти е многу спор, можеш да искочиш пред него, па има за шо да го повлечеш. Исто се запишав, исто така и на скокови, овој скокалница у вода. Ама тоа кога разбрав дека водата у скопските базени била ладна као кур и све на гъс сум скокал. А знаете што е ова? Знаете што е ова? Педер игра тенис. Многу го сакам овој Сисој Джоковиќ. И овој Роже Педер ми е многу згоден. И така јас тренирав, а татко ми веруваше дека тоа што тренирам, нели, дека ќе ме обрати, дека ќе ме направи да бидам, нели, прифатлив за околината и за сите. Ама сите надежи му пропаднаа во вода кога имав 17 години. Дојдов едно сабајле во 4 часот, татко ми ме чекаше на врата и ми вика: "Кај си бе до сега да ти еба мајката? Сега ли се доаѓа дома на мајка ти у пичката у носа? Кај си до сега?" Ја му викам вака исплашен, му викам: "Тато бе, абе чека бе, немој да се дереш бе, вечерва имав прв секс." Леле, кога се озари татко ми: "Браве, сина, тато бе, тоа сакам да го слушнам, си имал прв секс, а не шо зборат со лепези дека се шеташ. Ајде сега да прославиме, седи синко тука да се напиеме по една ракија и да го прославиме твојот прв секс. Ајде седи!" А ја го гледам вака и му викам: "Тато бе, не можам да седнам, многу ме боли газот." И тој тогаш многу се разочара. А се разочарав и јас, зашто све си мислев дека сум единствена црна овца у фамилија. А уствари не било така. Дедо ми исто бил педер. Мислам, он уствари бил све. Кому иде, зашто кога живееш у село е така. Прво со жената на комшијата, па со комшијата, па со козата на комшијата. Арно, ама дедо ми, нели, беше многу искусен у сексот и знаеше многу добри трикови у секс. Еднаш вака ме вика: "Нучко, ела ваму седни на скутов кај деде." Ја отидов, седнав кај него. "Слушај сега, деде, да те праша нешто. Нучко, си ебавал некогов газ?" Ја го гледам вака, му викам, ја тогаш уште бев невин и му викам: "Дедо бе, не бе", викам. Слушај сега, внучко. Ако ебаваш или кога ќе ебаваш некогов газ, без разлика дали тој газ е машки или женски, демократија е, не ти се мешам во изборот. Кој ќе го ебаваш газ, кој ќе завршиш работа со ебавањето, пред да го изваиш надвор, за да не го изваиш бербат и кафеав, онега што го ебаваш ќе гудриш со карате по слабините вака. Штрак! Од ударот то шупчето кој ќе му се стегне ти, ќе го изваиш бел како од варикина. И така татко ми, нели, нервозен дека не може да ме опре и да ми изведе на прав пат, еден ден се изнервира, реши да ме избрка од дома.
И јас така стојам со куфирите Луи Витон у ходникот, мајка ми нешто ме бакнува, плаче, нели криво е шанс, знае дека никогаш нема да шета внуци во парк, ама мајка не може да не те сака. А татко ми си чита мртов ладен весник, јас само на изнегување му реков, па добро, чао тато, а он мене вика, крива глава и вика, море марш надвор, давај да седам. И тогаш прв пат на татко ми му ставив тешка клетва, а он не знаеше колку дека најбрзо фаќа клетва од педер фрлена. Вака му реков, тато, да даде Господ, ключевите од кола да ти паднат на свет гей парада. Кога сме кај гей парадите, ние на Балканов сме умрени да правиме гей паради, само че уште не дозрело времето за тоа. Еве, например, овие нашите топли браќи од Белград секоја година прават гей парада и све ќутек јадат. И затоа решија последниве години да преминат во илегала. Знаете како се договараат, како оние у партизанска на Сирија од пишаните. Вака изгледа тоа. Хало, тихи, чао, љубави, како си, шта радиш? Ма ево, прле, само што сам изашao sa маникирам, а све су ми се ногте поломили од оног илегалnog заебавања. Него како си ти, прле, како ти е булја, ел те још сврби од оног прошло гузолома, прошле суботе. Ма не сврби више, љубави, него знаш šta, јуче смо били сам гио код Мрке и Паје да играмо возиче, али Мрки nije хтео да буде локомотива, па смо се мало посваđали. А после смо мало нанисали у сону песму šta nam može si da sad kada radiš ručni rad. После су нам се јавили ови наши из гей штаба и рекли су нам да откажемо гей параду затоа што ќе оне мачо селјачини из гестапа опет да нас бију. Онај njihov командант Кургер на дупе нам се попео. Ете, така изгледа тоа во Србија. Што викаат србите, не иде србин раду у педере. Побрзо ќе овикнеш да дое на пукање, на тепање, на јадење прасиња, отколку што ќе прифати да се заљуби у некој како мене што сака да си игра курташак со други мажи. Ова курташак е типичен гей израз. Тоа значи ти него за кур, он тебе за ташак. Курцизам, турцизам. Нели? И кога сме кај гей парадите, кај нас уште нели нема време за не е созрено времето за гей паради, али овие од влада умреа да не скараат нас гејовите со обичниот народ. Знаете што направиле последно? Знаете што направиле? Ги викнале пензионериве на таен заговорнички состанок и вака им рекле: или тепајте педери, или нема бесплатно бања. За секој истепан педер, 10 дена бесплатна воžња на жичарата на водно. И замислете што ми се случи. Стојам едно сабајле пред лифтот у моја зграда и овој комшијата Дедо Ставре, замислете, во газов чадор ми навре. Ја уопште немаше да го осетам да не се отвореше. Грзов као булка ми стана. Джабе после Дедо Ставре на суд се вадеше дека ми нанел тишки анални повреди затоа што му е мала пензијата, па не можел да купи поскап чадор, морал да купи ефтин кинески чадор што се отвара од без везе. Али има Господ. Не помина луѓе ни месец дена, а Дедо Ставре умре. Да. Овие од владава, за да го почастат дека Дедо Ставре дека у газов чадор ми навре, го пратиле 10 дена бесплатно у бања и после тоа таков вруќ го однеле на жичарата на водно. Одма се олади. Не се. Излегов од дома, што да правам? Реков, ајде ќе го шетам светот. И си отидов у Бугарија. Што се смеете, бе? Бугарија е сега свет за нас, бе. Европа. И у Бугарија е сосем нормално ова со геовиве работава. Па знаете како одговара бугарин кој ќе го прашаат: моето момче, да не си педераст? Вели, еми не сам, обаче е бал сам един, което е бал педераста, обаче това няма значение. Како бе няма значение? Значи овој првиов е локомотива, он не е педер, он е машиновозач. А овој у средина и он не е педер, он само дупи картиве, ова и напред дава и позади дава. А овој позади, па што е најпозади, па тој тука само да не се растури композицијава. Никој од нив не е педер, сите се вработени у железница. Што сакаме да нека кажеме, ама за бугарите е сосем нормално кој ќе видат двајца мажи како се држат за рака
како разхождат по златните пјасци на Черното море и како си пеат. Аз съм си обратен, аз съм педераст, мачорчета си хапвам всеки час. Искам по цел ден да рипкам на прас, не боле газ, му става мраз. Азисте искам аз, азисте искам аз. После Бугарија, видов како е тамо, си отидов у Грција. Луѓе, Грција. Па тоа е рај за педер. Тамо секој четврти не е педер. На тројца може да им се пуштиш, нема да утнеш. А знаете ли од каде тоа у Грција има толку педери, бе? Сте им ги виделе ли жените? Не у фотошоп, вака у живо дали сте им ги видели? Па тоа нивните жени имаат газови као за обиколници. Ринг роуд гомна да јаде. Бркови имаат поголеми од Гоце Делчев. Тоа е тоа. Грциве виделе гркиња и затоа се преобратиле. А знаете ли ова знамето на хомосексуалциве дека ги е составено од боиве на виножитото, така, кои што символизираат различноста и така натаму и така натаму. А знаете како се вика македонското здружение у Грција? Ама чекајте бе луѓе, чекајте. Ама наши ви искочиле курнази. Зашо? Знаеле дека ако се пријават под друго име, дека нема да ги примат, зашо Грциве нема да те регистрираат ако не ги асоцираш на нешто геј. Тоа е тоа. После тоа, по бев у Грција, си фатив патот под нозе трак у Германија. Точно на 2 февруари, бап, у Германија се насапа. И се зачудив што германциве немаат појма за 2 февруари, не слушнале. Издакува едно диско одам вечерта, големо диско, 3000 луѓе унутра, да не кажам све мушкарци. И така јас си играм на подиумот, си играм и одеднаш пред мене излегува луѓе Ханс. Презимето му беше Курцфафен. Људина од човека. 120 кила све кртинче, да те стиснеш увикеат србите, има гуза да ти ради ко медуза. Али ја не сум многу понабилдани типови, ја поише сакам екзотични типови со куртоазија. Кој ќе кажам со куртоазија, мислам на некој курто од Азија. Баш таков имаше до Ханс, се викаше Хасан. Еден црномањест, еден мудомањест. Абе само у мустачите да се заљубиш какви мустачи имаше. И така, викам, леле, не знам кого да изберам. Викам, ќе го изберам оној што е покурат. И им се загледав у кондурите. Оти бројот на кондурите никогаш не лаже. Слушајте, педер, што ќе ви кажа. Колку мажот поголем број на кондури носи, толку му е поголем. Мислам, не ме гледате сега сите у кондури. Овие ми се мали. За 3 броја помали. Машала, господине. Господјо, честитки. Честитки. Шо вика Весна бејби анаконда. Тоа е добро. Мора да си го потврзуете со сиџинче. Немојте да ги криете, се вака носете по столица, мислам, нема. Да ви кажам нешто, големината не е битна. Најбитна. И така јас стојам пред Ханс и пред Хасан ги гледам у таа кондурите, го гледам Ханс, број 50 подголтнав. Пружам рака и викам им честитам 2 февруари, им посакувам среќа, берике дваму таму.
И на тоа мене Ханс ме гледа и ми вика "Ich nicht verstehen, aber danke meine Schatz." Што у превод би дошло "Кур, ништо не те разбирам, ама фала ти маченце." Ја му викам, нема везе што не ме разбираш бе Ханс, битно е да се дружиме, да сме заедно. Unite Europe. Ти знаеш, Европа е многу добра со нас. Све што кај неа е добро, нас ни го дава бесплатно, као педеризувањето што ни го даде. И ја така нели очијукам тука со Ханс, а Хасан цело време ме гледа, крв ме гледа. Мислиш, ќе го извади секој момент тоа јатаганот и ќе почне да вика Хасан сече, Хасан сече. Ја таман мислам ќе ме звизне со тоа јатаган од негов, а он ми пружа рака и ми вика "Ѓузелин, нереден сум?" Што у превод би дошло "Лепотане од кај си?" А ја му се опули вака како Ѓоко Танески на Евровизија и му викам "Ајма Macedoniše, but I'm not fish. Ich bin Kire, ich bin Bananenmann." Леле на тоа луѓе, овој Хасан која се унезвери. "Bananenmann, ja, ich habe süße Gasen für Bananen. Ich habe süße Gasen für macedonische Bananen." И на тоа го зема микрофонот, се качи на тоа подиумот, прекина музика, им се обрати на 3000 луѓе во диското, на чист германски јазик со акцент како ние од долина на волците. "Идмелер, Бургшам, bizimle beraber Makedoniјадан гелен Кире Бананенменdir." Што у превод би дошло "Добро вечер, топли браќа. Вечерва со нас е Кире Бананамен од Македонија. Тој ми кажа дека овој ден во Македонија е национален празник. Затоа сите да станеме да им го честитаме празникот на Кире и на сите македонци каде и да се." Луѓе, во тој момент 3000 луѓе како да стана вака и како да се разлеа глас од едно грло. "Happy 2. Februar, dir Macedoniše." А јас милина на душа вако ме опфати. Не затоа што не знаат дека 2 февруари е празник, туку затоа што кога ни го честитаа празникот, ни го честитаа по уставното име, а не по напетерско на фиром. Јас шетав така по светот, носталгија ме пука. Реков ќе се вратам назад во Македонија да ги видам мама, тато, сега и тато, ама и татко ми е сега. И доаѓам во Македонија, татко ми не сака да чуе да ме пушти внатре. Јас сега да му се докажам дека сум, без разлика што сум педер, дека можам да бидам голем маж, решив да се вработам у полиција. Зашто разбрав дека у полиција нема педер. И, значи, а јас да се вработам у полиција, ама мене ми текна дека баба ми никогаш не сакала полицајци. Ама никогаш. Уште кога бев мал, вака ми викаше: "Кире, учи школу да работиш у канцеларију. Ако не учиш школу, ќе будеш жандар. Само за жандар не траже школу. И куќе од улицу да однесеш у полицију, вуче ќе стане." И така си ја облеков тоа униформата, луѓе. Абе, како срасната за мене и сите се вртеа по мене. Додуше ја малце врцкав со газето по навика, ама нема везе. Многу си ја сакав униформата. Али, пендракот колку сум го сакав. Абе, од рука не го пуштав. Со пендракот спиев. Додуше само еднаш го употребив у року службе. Бркав таму еден манијак што плашеше девојчиња помало, го бркав пола саат и кога сум го фатил со тоа пендракот, одма сум го преваспитал. После тоа плашеше само мушки. Арно, ама за татко. И после тоа па кога отидов на хемиско чистење за пендраков, оваа ми вика вработенава, па сте требале барем пред употреба да му ставите кондом, господине. Добро, бидна шо бидна. И татко ми замислете, јас се вработив у полиција, он мене ми вика нема шанси да влезеш ти дома, пак вика шо века тоа полиција, вика у војска, вика му е мајката. И јас викам војска? Војска, супер. И одма се вработив у армија. Многу сум сакал војска. И затоа одма напредував. Станав аѓутант на еден наш македонски генерал и мојата прва голема задача беше самитот на НАТО у Букурешт. И отидов ја тој самит, таа сала огромна, тоа све генерали. Само што сум влегол, ми доаѓа еден така сувоња, висок, ама згоден плав. И ми вика: "Hi, I'm Udo Pedersen. Hello." А леле, викам Удо, шо убаво име имаш.
А он вика, ние сакаме вие да влезете во НАТО, сакаме да влезете, да ни влезете, ама ние сакаме вие да тепате прво Iraqi people, а после да ни влезете во НАТО. Ја викам, ке тепаме ако треба и марсовци, само да ви влеземе, викам Удо. И ние така се избориме с Удо, која доаѓа овој грчкиов генерал Масимудис, уништувач на забави еден, и вика, Охи, генерал Педерсен, охи, фироми НАТО. Today leader is Greece. Greece турист вето на Скопјано. Охи, фироми НАТО, охи. Шо охи, бе му викам охи, за да те изгори. Ако вие Гриз турист на Скопјано вето, ја тогаш му удрив уште една клетва и он не знаеше колку брзо фаќа педерска клетва. Викам, ако вие Гриз турист на Скопјано вето, тогаш да даде Господ и за Гриз да немате. И така беше, они ни турија нас вето и после сега и за Гриз немаа. Ама мене многу ме зачуде шо во овие ставови на генералов Марсимудис многу го поддржа овој францускиот генерал Турими Салама. Тоа многу ме зачуде затоа што францускиот и македонскиот се братски јазици. Тоа е еден јазик. Французите за двор викаат лакур, а ние викаме кур ми е, двор ми е. Ама, шо ако бевме на самит, која не бевме сами? Покрај Педерсен со нас беше и оној турскиот генерал со босанско потекло Ашим Суџуклија. Он пред да стане генерал у турската армија работел у Босна на босански гей хотлайн. И еднаш кога бев за време на самитот у неговата хотелска соба ми демонстрираше како го правил тоа у гей хотлайнот. Трпај ме, засу. Мази ме рука. То ми ради. Опколи ми муда уснама. Торпедирај ми гузицу. Уđi u me kao životinju. 2 dvojčice, 3 trojčice, 5, 5, 8. Uhal sam se popalio. Baš sam se popalio. Многу романтичен тип беше тој Ашим Суџуклија. Знам еднаш кога лежевме у када, не знам како се случи, јас прднав, а он замислете се наведна да ми ги љубиме орчињата. Ама ја мислам и маршал да станев на татко ми, па немаше да му биде доволно. Вика Кире, ако сакаш, вика ја и ти да изгладиме односиве, мора у политика да идеш, тамо се најголемите мажи. Ја викам, добро, политика, окей, нема проблем. Само не знаев на која политичка партија, од која страна да отидам. Дали овие од левата или овие од десната. И се будам едно сабајле, викам, чекај да одлучам на која страна да се прикванам, лева или десна. И почнав прво со лева, па после со десна, па со лева, па со десна. И не знаев пак да се одлучам дали припаѓам на левицата или на десницата, затоа што со двете раце добро ми идеше. А после тоа сватив дека, си викам, шо ки идеш бе Кире у политика? Па политика е курва, ти си педер, нема да се разбирате. Ама многу педерски работи се прават у политиката и у владата. Само педерските работи што се прават у владата ги викаат реформи. Например, кога прават педерски работи у образованието, ги викаат реформи у образованието. Болонски систем. Курот на макарето. Стануваат доктори на науки на 22 години, а имаат мозок у глава толку колку да не серат дома на тепих. Абе, како бе тој доктор на науки на 22 години, бе? Па тие уште азбуката не ја знае до крај, бе. Стигнале до буквата Г. А знаете како изгледаат докторите на науки пред 30-40 години, а? Па кој ќе ги видите со тие теглите на очи, бе. Па не знаеш да кажеш дали се космонаут или квиска. Тоа беа доктори на науки. Има енциклопедиско знаење. А овие денешниве доктори на науки се неуки. Изгледаат како да излегле од Fashion TV. Слика има, тон нема. Тоа се случува со овие педерски, со реформите у образованието.
А за овие реформите у здравството, за тоа нема да ви зборам, затоа што за нив пред една година ви збореше оној глумецот Сашо Тасевски, таа представата "Не ме лечи докторе, жити ме". Тој Сашо Тасевски мене многу ми се свиѓа. Носи кондури со голем број. За него, например, сите мислат дека е педера, не е. Као што мислат дека ги мрази овие од ДПМН, а ги сака овие од СДСМ. А он уствари на двете им поручува. ВМРО и СДС, то су срца два, љубили се, грлили се, наебо сам ја. Односно, наебо си ти, и ти, и ти, и сите ние. И така, јас тогаш, нели, се вратив кај татко ми, а он ми вика, ма нема шанси, кире, доста се лажеме, јас и ти, мора да идеш на лекар, на психијатар. Хомосексуалноста е болест, моја да ја речиш, да ја лечиш. Тато, ја мислев дека е лезета, тоа болест да ти била. Ама добро, тато, тебе за љубов викам, кидам кај психијатар, нема проблем. И отидо кај нашиот познат психијатар, Стојко Пушев. Он, например, тврдеше дека хомосексуалноста е болест и дека може да ја излечи со еден третман. Тој е истиот оној психијатар што тврдеше дека Александар Македонски бил обрежан и дека кожичката му е ставена во златен ковчег, а ковчегот дека е закопан некаде у Македонија. И тврдеше дека кој ќе го најде, а за ова Паско му шепнал. И тврдеше кој ќе најде кожичкава на Александар, ќе го пратело цел живот среќа и берике. Тоа исто ко со крстов. Ја наоѓаш кожичка, видиш од врата на врата. Добар ден, да ја бакнете кожичка, да оставите некој денар за среќа, здравје. Добро си вика, ама една година кожичкава на Александар, ќе најдеме, ќе ја бакнуваме. Која кожичка, чија кожичка ќе бакнуваме следната година? Онаа на Крали Марко или онаа на Цар Самил? Или не дај Боже да дое такво време луѓе да почнеме да ја бакнуваме кожичката на Црна Арапина? Ќе дое? И така ја влагам кај Стојко Пушев, му викам, добар ден докторе, добар ден, јас сум педер. Он вика, бе, хире да му го запоебам, па ти не си педер, тебе само малку газот и диши настинаци од прекумерна употреба на газот. Ја викам, не знам докторе, слушај сега, кире да му го запоебам, сега не збори. Извади тогаш една банана и ми вика, ајде кире да му го запоебам, на што те подсетува, на што те асоцира оваа банана? Ја му викам, на патлак, докторе. Абе, кире да му го запоебам, па првата работа што те асоцира е патлак. Гледаш ли дека газот ти диши да му го запоебам и на него? Ајде сега, ја му викам, добро бе докторе, во рете, викам, добро. А тебе на што те асоцира бананава? Ајде сега, кире да му го запоебам, сега јас сум тој што праша. Ајде бе докторе, кажи на што те асоцира банана? Добро бе кире, ајде сега да му го запоебам и мене ме асоцира на патлак. Викам и тебе те асоцира. А крастајцата на што те асоцира бе доктор? Па добро бе кире, му го запоебам сега и ти, па на патлак ме асоцира. Викам докторе, значи и тебе газот ти диши, бананата те асоцира на патлак, крастајцата те асоцира на патлак, а вамо без срам и без перде трубиш на сите телевизии дека хомосексуалноста е болест. Па не е докторе болест. Ја не знам што е хомосексуалноста, а не е болест. Ама ќе ти кажам што е болест, доктор. Болест е кога на некој што е на власт сакаш да му се увлечеш у крзот со секундурите и од тоа да правиш пари и кариера. Тоа е болест, докторе. А што е хомосексуалност? Болест и корупција. А што е хомосексуалноста, викам докторе, не знам. Ама само знам дека толку векови не сме успеале да ја победиме. И ако веќе не сме успеале да ја победиме, а не сакаме да им се придружиме, дај барем да не ја мразиме. Кој сака да си биде педер, нека си биде. Без срам и без перде. А сега на коњи, брзајте вказ, оти ке треба да дадете газ. Као Борис Трајнов сум. Ако ве сретне трубадур, фатете го.